Легендата вели дека некогаш овде се наоѓал штип кој бил пробиен од освојувачки војски. Пробиен штип или проби штип. Стариот град се наоѓал во местноста Грамади. Ова рударско место, богато со злато, сребро, е мета на желби и интереси на сите војски и освојувачи. Доказ за тоа е овој бункер. Граден од германската војска за време Втората светска војна. Из вековите наназад од проби штип и околината се изнесени неброени богатства. Останаа топоними кои сведочат за некогашните богатства, како Тарапана, кај што се ковале парите, Жгури кај што се топела рудата, Шталковица кај што се копала рудата, Шлегово кај што живееле рударите, шлезите. Но останаа приказни, легенди и ова минеролошка збирка која навистина вреди да се види. Се наоѓаме во местноста Богородица. Одовде за прв пат се здогледува преубавиот Лесновски манастир. Устиножителот Гаврил повеќе од 30 години молитвено тихувал во околниве пештери. Тие се создадени од вадење на воденичен камен, а некој се природен феномен. Според житието на Свети Гаврил Лесновски, напишано според Станислав Граматик во 1330 година, оваа света обител за прв пат ја подигнал преподобниот Свети Гаврил Лесновски во 11 век. Црквата има двојна посветеност на архистратегот на небеските сили Архангелот Михаил и на Свети Гаврил Лесновски. На овој камен е запишано: се создаде овој светол и чесен храм на великиот војвода на небеските сили Архангелот Михаил. Се создаде и се заврши во времето на крал Стефан со трудот и издатоците на Божиот слуга, великиот војвода Јован Оливер во 1341 година. Овој преубав иконостас е прво дело на Петре Филиповски Гарката, изработен по настојување на игуменот Теодосиј. Во 1342 година деспот Оливер од темели ја изградил новата црква. 5 години подоцна Лесново станува епископски трон на Злетовската епархија. Секогаш и во сите векови света е оваа земја по која чекорам. Не знам за вас, јас си ја наполнив душево. А ако сакате да го нахраните телото, во Лесново, Бога ми, убаво ќе ве нагостат. Мојата чудесна земја.